денеска се тука во клиничка болница во Штип се видов со директорот и заменик министерот наутро тука за децата кои што се донесени од Кочани. Вкупно се тука 39 пациенти кои што се згрижени и се по релативно добра состојба. Се надевам така и ќе продолжи. Доколку има потреба да се пренесуваат во клинички центар во Скопје, во тој случај секако ќе интервенираме. Во меѓувреме во Кочани се 30 пациенти, а по клиниките низ Скопје, значи имаме во хируршки клиники, во клинички центар се 31 пациент, во градска хирургија се моментално хоспитализирани 28 пациенти, во 8 септември се 24 пациенти и за Штипи и за Кочани веќе кажав. Некои од потешките пациенти веќе комуницираме, кои што се во Скопје нормално, комуницираме со соседните држави, меѓутоа и од други држави кои што ни се јавуваат за да помогнат. Така да мислам дека според нашите анестезиолози можеби 18 до 20 пациенти ќе има потреба да ги транспортираме надвор од државата за понатамошно лекување. Зборувам за тие што се покритични, вкупно околу 20 пациенти се во покритична состојба. Медицински материјали, средства, лекови, све имаме, све им се дава на пациентите. Зборував и со директорот тука во клиничка болница Штип и тука имаат се што е потребно и неопходно. Крвни деривати секако дека имаме во сите болници, така да се надеваме што помалку да има од тие што ја помина оваа ситуација во Кочани, да ги спасиме сите деца. Господин Таравари, споменавте дека ќе се носат некаде во Европа. Имате ли веќе комуникација каде ви? Да, јас конкретно и ќе ви кажам бројки, значи во Бугарија неколку пациенти ќе бидат, во Турција ќе бидат, во Грција, во Белград, и од Албанија ни се јавија, од Холандија ни понудија третман. Меѓутоа, јас им оставив на екипата на анестезиолози да одредат каде сметаат тие дека најдобро би било за понатамошен третман на овие покритични пациенти. Зборувам само за покритичните. Министер, се слушаат лелеци што туку на едно семејство му кажаа дека им е починато детето. Колку деца се починати низ болниците во земјава? Бројката е некаде над 50, меѓутоа не би сакал да шпекулирам. Чекаме официјални бројки да ги добиеме и потоа се надевам дека како влада ќе излеземе како кризен штаб на влада да кажеме точните бројки. Какви повреди се? Генерално се изгореници, меѓутоа ретко некаде има и хирушки повреди. Значи скршеница нешто и такво има. Возрастната група се најмногу млади, меѓутоа имаат вработените? Повеќе се млади, според тоа што добивам информации, генерално се многу млади деца.